Споменикот во центарот на Тетово, кој го одбележува македонскиот непокор и борбата за слобода, пред денешниот голем празник претрпи неколку освежувања. Во неговото чистење се вклучија и членовите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Наша должност е да го чуваме она за што нашите претходници го дадоа својот живот, борејќи се за идеалите на слободата и правдата. Нашата историја не мотивира да чекориме напред, да веруваме во себе и да ја градиме Европска Македонија и покрај сите пречки и обструкции со кои се соочуваме. Република Македонија продолжува со изградбата на демократското општество и зајакнување на своите административни капацитети. Историската улога што во овој момент како генерација имаме бара работа, честност и посветеност. Македонија денес чекори на патот кон евроатлантските интеграции. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Тетово изразува длабока почит кон сите оние кои ги положија своите животи за Македонија. При тоа, постојано грижејќи се за постојните обележја посветени на борците од НОВ во Тетово. Во таа насока, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Тетово изврши санирање и поправка на споменикот на револуцијата во Тетово, кој беше оштетен во повеќе наврати. Честитка по повод празникот упати претеничката од оваа партија во Републичкиот парламент Светлана Карапетрова. Денеска е голем ден, денот на востанието на Република Македонија. Сакам да им го честитам овој празник на сите граѓани на Република Македонија, вклучително и на граѓаните од Тетово, на сите граѓани. Многу сум среќна што денеска е масовно посетен овој споменик овде, да му дадеме почит на загинатите борци и сакам што помасовно да се прославуваат овие празници, бидејќи мораме да се вратиме назад на деновите кога се даваа животи за оваа слобода. Унијата на млади сили пак синоќа со предавање на тема ментално здравје. Психологот Дончо Трајчевски ги потсети младите на потребата од зачувувањето на овие вредности. Мислам дека младите сепак се прилагодуваат, адаптираат или нели има механизам на пластичност во поведението, ги прифаќаат предизвиците, но сепак нели мора се апелира да не се изгубат оние морални норми, етички норми на хумано однесување, бидејќи како што светот станува се поавтоматизиран, младите се повлекуваат во себе и стануваат квази хумани, нели? Всушност помагаат едни на други за да бидат среќни, меѓутоа на некој начин тоа е сето привидно или квази, она што велиме психолошки. Значи сепак како да се постигнат младите да бидат во вистинска смисла хумани и да ги и едноставно тие табу теми што се дека треба побараат помош од стручно лице, да може да се обратат и дека тоа не е ништо страшно доколку некој со своето искуство би им помогнал во тоа. Тематските средби на младите од ВМРО ДПМНЕ продолжуваат и во следниот период.